civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Младински сојуз Крушево можеби ние повеќе од 20 години зборуваме гласно и јасно на темата младите и европски вредности. 19 години, оваа година ќе биде 19-та конференција која што се вика, јас ќе го кажам името на конференцијата на англиски јазик, затоа што така е попрепознатлива. Се вика European Values for the Future of Southeast European Countries и е една од најзначајните настани на оваа тема, млади и европски вредности. Ние на овој настан не зборуваме за ЕУ како институција и зошто е важно младите да треба да се стремат кон евроинтеграција на нашата земја и на регионот, туку зборуваме како баш овие вредности да се промовираат меѓу младите луѓе и истите да се имплементираат, а отпосле како понатаму да се стремиме кон евроинтеграција. Јас не за џабе сум тука, сите овие фолдери во горниот дел што сте позади мене се од таа 20 годишна работа на Младински сојуз во оваа област, млади европски вредности и меѓутоа она што не може да се види и да се чепне онака како што вие сега го гледате е тоа што имаме една голема мрежа на млади луѓе, алумни мрежа од 16 држави, која што баш представува они се мултипликатори на тие европски вредности за кои што ние зборуваме во Крушево секоја година во септември. Тоа е еден аспект во кој што Младински сојуз Крушево работи. Друг аспект е ние се трудиме преку сите наши проекти да ги промовираме и практикуваме овие европски вредности, така да флагшип програмата на Младински сојуз е младите во евроинтегративните процеси и европските вредности и младите. Јас сум, како да кажам, голем поддржувач на младите луѓе. Јас, за разлика од младите луѓе, јас верувам дека младите се сегашноста, освен што се иднината. Мислам, сигурно треба да веруваме дека тие се иднината, ама јас верувам дека и се сегашност. И сум силно убедена дека ние го креираме тој контекст, ако зборуваме од агол на младите, дека младите го креираат тој контекст за можности за негување и промоција на европските вредности. Јас би рекла, ајде ние што правиме за младите луѓе да можат да ги развиваат, промовираат, негуваат било како овие европски вредности во нашиот контекст. Ние како организација, вие како медиум и како организација, сите заедно, младите луѓе од НМСМ, сите заедно што правиме. Бидејќи сум убедена дека доколку независно од кој аспект ние сакаме да се доближиме до таа Европска унија. Ние прво треба овде да почнеме да се сакаме самите себе, да веруваме во нашите вредности, да веруваме во вредностите на регионот и такви силни, здрави, мокини, да кажеме дека имаме што да ви понудиме и треба не треба да не примете, туку ние сме ви корисни во вашата унија. Ако им помена и јас вака секојдневно работам, не само јас и мојата организација, нашата организација Младински сојуз, ги влијаеме младите да тие се двигателите на европските промени во нашето општество. Убедена сум дека младите луѓе, има еден голем податок по последната студија на Фридрих Еберт фондацијата, за студијата за млади на Фридрих Еберт фондацијата, она е 2018-2019 студија, каде што огромен процент на младите луѓе сакаат да живеат надворот од надворот дома, надвор од нашата земја. Од тој кога велам огромен процент, можеби е над 80%, а меѓутоа на прашањето во истата оваа студија, дали никогаш сте живееле
надвор од било која европска земја, таму каде што посакуваат, младите луѓе немаат живеено во европски, младите луѓе од Северна Македонија немаат живеено во европските земји. Што значи не е дека нашиот општествен контекст не е европски или не е во духот на европските вредности, туку гаиме ние како општество во главите на младите луѓе дека ние не сме добри, туку таму некој во Западна Европа е многу подобар од нас. Јас не велам дека сме совршени, нити мислам дека сме совршени, затоа граѓанскиот сектор има секој ден многу активна работа. Треба многу да работиме за да имаме општество базирано и основано и во секојдневието да ни се тие европски вредности кои што јас толку многу ги спомнав денеска. Меѓутоа, не е дека немаме квалитети и не е дека не можеме да направиме можности за младите луѓе сите заедно. Убедена сум во ова, сакам да верувам. Мислам, личи како бајка, свесна сум, знам во кој општествен контекст живеам, ама доколку не пристапиме на овој начин кон младите луѓе, ние свесно ги втурнуваме во други општества кои што како не се совршени. Така да, ние работиме со овој пристап кон младите луѓе, ги убедуваме да бидат продуктивни во своето општество и каде и да се во светот, да бидат продуктивни, да прават позитивни општествени промени и да се стремат кон промоција на тие вредности кои што ние ги кажеме: толеранција, солидарност, меѓусебно почитување, демократија и така натаму. Дали ќе успеат во тоа е веќе друго прашање. Во однос на образованието и европските вредности во нашето општество, јас би идентификувала многу зависи од повеќе елементи во самото образование, во самиот систем. Меѓутоа има многу интересни примери на наставници, учители, како год да ги крстиме, кои што иако функционираат и работат во таков систем кој што ние сите не го почитуваме доволно тој образовен систем, знаат како да ги пренесат тие европски вредности на своите ученици или студенти. Ние со таквите луѓе секојдневно се консултираме и советуваме за понатамошно наше работење со младите луѓе. Значи, ајде да тргнеме од тоа дека во нашиот образовен систем, таков каков што е, не е доволен за да имаме добра европска младина во нашата држава. Значи, треба да се стремиме кон по-модерен, кон по-европски, кон по-ориентиран кон резултати образовен систем. Ние имаме одлични примери и на млади луѓе и на кадар кој што работи со тие млади луѓе на тема европеизација на младите европските вредности. Според мене многу зависи од нас. И еве и сега укажувам на тоа и во образованието, дека многу зависи од сите сегменти. Че многу е важно да се дадеме да одговорно ја работиме работата која што ја работиме таму каде што се наоѓаме. Значи, ова е еден апел до наставниците, до учителите, до наставниот кадар, дека иако функционираат во еден систем кој што не е насочен комплетно кон европеизација на младите луѓе, они имаат одговорност да ги пренесат тие, затоа што живеат во такво време со овие европски трендови. Имаат одговорност да ги пренесат на своите ученици, студенти, тие европски вредности. Од друга страна, ние како невладини организации, ние исклучително работиме на неформално образование на младите. Не треба да го исклучуваме од процесот на образование на младите. Значи, треба да се комплементира, да бидеме заедно да действуваме кон европеизација на младите, и формалното и неформалното образование, и сметам дека многу невладини организации и дека како добро се работат за поттикнување, за образување на младите луѓе во тој европски дух во нашето општество. Она што е важно е, што јас сум го идентификувала, е дека треба да синхронизираме заедно работата во овој процес на неформално образование, а од друга страна да ги идентификуваме и промовираме тие позитивни примери во нашиот образовен процес, да служат како пример, како рол модел за како другите сите ние треба да го градиме тој образовен систем.
Така да има критика во моево размислување за европеизација на младите луѓе низ образовниот систем, ама верувам дека имаме добри кадри, добри примери да можеме да го спроведуваме на најубав начин, на најпродуктивен начин за нашиот контекст. Дефинитивно од секојдневното наше действување на сите елементи во нашето општество зависи европската иднина. Јас би стартувала од тоа што Младински сојуз работи секој ден за да има ваква европска иднина за младите луѓе во нашето општество. Прво, ние сме силни верувачи во таа европска иднина. Така да не постоела иднината надвор од нашиот екосистем на Младински сојуз, ние внатре се веруваме. Нема друга иднина за нашето општество и за младите луѓе. Постои за нас само европската иднина, така да во нашиот екосистем кога ќе влезат младите луѓе почнуваат да веруваат во таа европска иднина. Таквото секојдневно действување за европска иднина не носи кон европска иднина во нашата земја. Со ова не кажувам дека не постои, туку кажувам дека треба да работиме секој од нас кон таа европска иднина. Или ајде да ја крстиме кон подобра иднина за младите луѓе во нашата земја, во нашето општество. Меѓутоа, добар е предзнакот европска иднина затоа што се базира на супер вредности, како што кажа. Ирина, јас поздравувам Ирина ова што Цивил денеска го работи, што ги става заедно на исто место младите и европските вредности. Вакви панели, вакви дискусии, вакви разговори, вакви седенки се потребни многу често. Затоа што младите луѓе од толку многу што медиумите, политичарите, па не знам, сите ние, ајде да се земам јас за одговорност, зборуваме за Европска унија како нешто таму недостижно, сега уште понедостижно. Секој ден станува понедостижно како систем. Не само што ги оддалечуваме, туку недостижно е за младите луѓе. Таа европска иднина се гледа како недостижна. Затоа мислам дека ние треба овој концепт, или оваа иднина да му ја ставаме блиску до столчето. Тука, меѓу вас две, да биде европската иднина секој ден, тогаш ќе ја имаме. Ако не да ја посакуваме како нешто невозможна мисија, туку како дека од нас зависи таа европска иднина, ова е моја мисија, ајде да речам, секојдневно да работиме заедно во ова поле, и така после тоа ќе си веруваме дека ние си ја имаме таа европска иднина, независно дали сме помеѓу Грција, Бугарија, Албанија, Косово, или сме помеѓу, не знам, во скандинавскиот регион. Мојата визија за нашето општество после 10 години е да биде општество пријател на младите. Европско општество пријател на младите, каде што толеранцијата ќе биде и во тренд, пошто многу сакаат младите трендови, многу ги пратат, каде што солидарноста ќе биде на местото на Nike што е сега, така да пишува стегне по нас солидарност, на нас, на сите елементи. Се што ќе носиме на нас да биде со предзнакот на солидарност, каде што слободата ќе биде хит на радио и на телевизија и на интернет и било каде што ќе уживаме во нашето општество сите заедно, и кога ние ќе уживаме, ќе уживаат и младите. Така да јас така ја замислувам нашата држава. Голем романтичар сум, знам, немој да ме критикувате, ама ајде, да работиме секој ден на вакво општество пријател на младите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.